Добар ви ден, почитувани гледачи. Ве поздравувам од комплекс Етно село Тимчевски, каде што заедно со нашата екипа на Алфа телевизија си ја снимаме емисијата Вкусот на традицијата, специјално само за вас, затоа што веќе години и години сме заедно ние и вие, нашите верни гледачи. Драги мои, денеска сакам да ви кажам збор два за карфиолот. Кога вие би знаеле што се содржи оваа главица карфиол и какви лековити својства има, верувам дека секој ден ќе го јадете. Иако докторите велат дека треба 2 до 3 пати неделно да се јаде карфиол. Содржи огромна количина на витамин С. Неговите лековити својства се препознатливи уште пред илјадници години наназад, верувале или не. Содржи големо количество на витамин Б, B1, B3, B5, B6. Содржи калиум, калциум, железо, натриум и уште што се не. Вистинска привилегија е да го имате карфиолот во вашата чинија, кога ќе бидете дома со семејството, со пријателите и така натаму. Најубав е и најлекови, да кажеме, кога го јадеме свеж во салата или ситно насечкан, да направите чорба од него, да направите некои мафинчиња, да направите тава од карфиол. А се знае во македонската традиционална кујна дека не може да помине зима без туршија со карфиол. Па да си седнете пред јадење, пред ручекот или вечерата, да си искрцкате парче карфиол заедно со морков и така натаму. И се разбери во постните денови се прават прекрасни тави со карфиол, со ори, со кромиче, лукче, магданоз и така натаму. Но денеска јас ќе ви направам запечен карфиол со кашкавал и со малку сланинка. Прстите да си ги изедете. Инаку да ви кажам дека има и многу лековити својства и посебно има антиканцерогено дејство карфиолот. Значи се препорачува во превенција на многу заболувања. Исто така ја дава енергијата на човекот што му е потребна во текот на денот, затоа што со само 100 грама карфиол можете да внесете околу 50 милиграми витамин С во вашето тело. Значи, удрете оваа сезона на карфиол. За овој запечен карфиол вас ќе ви биде потребно една главица карфиол, малку презла, малку путер околу 50 на грама во комбинација со масло, 50 грама масло, 50 грама путер, презла за наросување на парчињата од карфиол, ви кажав 100 грама рендан кашкавал, околу 100 грама ситно сечкана сланинка, малку орегано, малку црвен пипер и малку сол. Сето тоа верувам дека сите го имате дома, едно плехче обложено со хартија за печење. Сега најпрвин што ќе направам? Ќе пресечам како парчиња, како кременадли, да кажам, од карфиолот, цел, значи вака како што е. Со убав остар нож, важно вие не треба да го раздвојувате, него кога ќе го пресечете парчето, што се задржи нека остане, што не, ситните исто така ќе ги ставите од страна во плехот. И да ви кажам, парчињата од карфиол треба да бидат дебели 1 прст. Тоа нека ви биде ориентација. Сега ќе го ставам
puterot zajedno со маслото да се стопи малку на загреана рингла. Знаете дека секогаш кога се топи путерот треба да има и масло за јадење, за да не ни загори. Еве дури можам и да исклучам ринглата затоа што беше доволно загреан, еве веднаш се топи. Така, нека си се топи она, а јас ке наросам малку сол на карфиолот. Малку ќе го обработам кочанот. Рерната нека ви биде загреана на 200 степени. Внимателно, за да не ги растуриме. Другото е добро, одлично. Еве го и маслото е готово. Ке наросам сол. И од двете страни. Тоа е сосем доволно и маслото ни е готово. Си го ставам на масата. Сега ќе ги натопам во путерот и маслото. Секаде да имаме од маслото. Исто така е на хартијата за печење. Ај вака ќе направам. И сега ќе наросам презла, значи за овој рецепт ни треба и презла по потреба, да го покријам дното. Така, и сега почнувам. Таму кај што сум мачкала, сега го завртувам од другата страна. Така. И почнувам да ги редам. Ајде вака. Ке си барате местенце во тепсијата, налево, надесно, да ви го собере целиот карфиол. Но, тоа што го мачкавте со маслото и путерот да дојде доле. Да дојде на долната страна, каде што е презлата.
И сега, ова што е трошното, трошните делчиња, ќе ги ставам во тавата. Одозгора ќе ставам повторно од маслото. Ако немате, например, путер, кравјо масло, само масло ставете, но нека биде загреано. Сега вака подготвено го ставам да се запече, да омекне. А потоа ќе му ги ставам сите останати состојки. Наросувам со презла. После кога ќе се потпече колку прекрасно крцка презлата и кога ќе му ставиме оригано, кашкавал, сланинче. Е така. И малку сол одозгора. И веднаш го ставам во ревна. Кога ќе се потпече едно 15 на минути ќе му биде доволно. Го вадам од рерната и му ги ставам останатите состојки. Останете со вкусот на традицијата додека се потпече карфиолот. Еве, драги мои, како изгледа запечен карфиолот. Он е мек како душа, само уште малку да се запече со останатите состојки. И знаете што? Нема да можете да му се изнајадете. Ова е навистина специјалитет. Што е следното? А, еве, вака ќе го пробам. И вака да го јадеш, и вака да го јадеш. Во останатото масло ќе ставам една кафена лажичка црвен пипер. Сол не треба. И сега, повторно го премачкувам. Знаете како е, кога ќе се запече црвениот пипер, леле, убавина. Сега ќе му ставам малку оригано. Така. Ќе ја насечкам сланинката. За тие што не се љубители на сланина, може само да стават кашкавал одозгора. Рерната не ја исклучувате, ја оставате на 200. И откако ќе се стопи кашкавалот и ќе почне да мириса на печена сланинка, тогаш го вадите и веднаш на трпезата. Веќе целото семејство треба да ве чека на трпезата.
За некого е ова пред јадење, а за мене ова, да ви кажам, дури и главно јадење. Еве како изгледа и оди уште 5 до 7 минути во загреана рерна на 200 степени. Значи треба скроз да се растопи и веднаш ќе го пробаме. Како што ви реков, од рерната на трпезата. Епа, ова е деликатес, ова е уживанција, ова е нешто невидено од убавина. Леле, како си се тегне ова, гледајте. Како е вкусно. Мајко мор, колку е убаво. Навистина една тава за еден човек, што да кажам. Како да кажам една главица карфил за четворица да јадат ова. Сама можам да го изедам, толку што е убава. Црвениот пипер со путерот, презлата, сланинчето, кашкавалчето од озгора. Ова е и повеќе од добро. И повеќе од добро. И ова можете да го послужите и како топло пред јадење, но верувајте, за мене и повеќе од еден убав и сериозен и здрав ручек. Видовте колку малку време треба за да се направи ова. Немаме никакви пржења, подготовки, само малку се подпекува и се значи совршено добро. На трапезат имаме и сиренци, и ајварчи, и макалци, исто така имаме и лепче, кој што вие го гледавте процесот на приготвување на ова лепче. Да ви кажам дека тој може да стои 4-5 дена во ладилник или на собна температура без никаков проблем, значи преубав. Драги мои, направете го овој карфил. Ќе уживате исто колку и јас. Ова е фантазија, ова е фантазија. Останете со нас и со Алфа телевизија до следната емисија Вкусот на традицијата. Знаете како велат? Животот е едно патување со чамец, но бидете сигурни дека во вашиот чамец секогаш има луѓе на него кои што ви ги бушат дупките на чамецот, а вие тоа не го гледате. Затоа отворете ги очите и бидете подготвени за сите предизвици. На здравје!